Благодарам, драги, за најавата. Да, со екипата на Македонија наутро утрово се наоѓаме во управата за хидрометеоролошки работи за тоа да видиме какви ќе бидат температурите во текот на денешниот ден во и на наредните денови. А утрово одговори на овие прашања бараме од Марија Цветковска-Атанасова, метеоролог од управата за хидрометеоролошки работи. Марија, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, ви благодарам. Кажете ми, каква е денешната прогноза, какви температури не очекуваат во текот на денешниот ден и колку беше утрово измерената температура, бејќи навистина беше ладно? Така. Значи, утринава, ќе почнам првено од утринава, најстудено беше на Попова шапка, каде се измерени минус 16 степени, понатаму во Маврово минус 14, на Крушево минус 13, Крива Паланка минус 11, Берово минус 10, Битола, Прилеп и Охрице минус 9 степени, минус 8 степени во Тетово и Струмица, минус 7 во Скопје на Петровец, минус 6 Штип и Демеркапија, минус 5 степени Скопје Зајчеврид, Куманово, Кавадраци и Велес и минус 1 степен во Гевгелија. И денес не очекуваат максимални температури од минус 4 до 3 степени, стабилно време и студено, помалку облачно време. За утре исто така не очекува слични температури како денешните, можеби со степен 2 потопли. И тоа. Во текот на викендот имавме врнежи од снег во некои делови од државата. Какво време не очекува во наредните денови? Дали да очекуваме повторно снег или стабилизирање на температурите и покачување на температурите? Така. Температурите ќе има благо покачување на температурите до крајот на неделата, меѓутоа не очекуваме никакви врнежи, значи ќе биде стабилно и суво времето. Имате ли прогноза за тоа кои делови од државата би биле најпогодени со најниски температури, освен нели што ги набројавме на Попова шапка утрово измерени минус 16 степени? Па, како и секогаш исто, значи Попова шапка, Маврово, Берово, тие се регионите каде што е најстудено. И тоа се и скијачките центри каде што нашите сограѓани може да уживаат во зимата. Марија, ви благодарам што утрово бивте дел од Македонија наутро и ги соопштивте прогнозите за наредните денови. Ви благодарам и вам. Со Марија Цветковска-Атанасова од управата за хидрометеоролошки работи разговаравме за тоа какво време не очекува во наредните денови.